Развивањето и унапредувањето на сообраќајното образование и воспитување на учесниците во сообраќајот, како и остварување на соработка и координација во развивањето на сообраќајно превентивната работа и самозаштита се едни од главните цели на функционирањето на Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај. Исто така, тој е ангажиран во унапредувањето на општата безбедност на сообраќајот на патиштата, а иницира и предлага мерки во таа насока. Првата половина од годината вообичаено е период кога се преземаат поголем број активности во насока на подобрување на безбедноста во сообраќајот. А во тој поглед, Кочанскиот совет е еден од поангажираните во источниот регион. Во извршувањето на своите задачи, тој остварува непосредна соработка со надлежните институции од областа на сообраќајот, со училиштата, но и со граѓанскиот сектор. Реализацијата на акциите Мај, месец на велосипедистите и Недела за заштита на пешаците се повод за разговор со Кирил Атанасов од Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на Кочани, за досегашните и планираните активности, но и за резултатите од нив. Атанасов, која е главната идеја за постоењето на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот, односно кој е неговиот делокруг на работење? Така. Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата представува советодавно тело во општината Кочани, а исто така е член на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Па ингеренциите ги добиваме од Републичкиот совет, а ние сме само тука да ги координираме на локално ниво. Има ли можности некогаш и самостојно да преземете некакви своји активности, акции за подобрување на состојбите во сообраќајот? Така, па тоа е и целта на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, значи за унапредување на сообраќајното образование и воспитание на учесниците во сообраќајот. Со се она што мислиме дека ќе придонесе за поголема безбедност на учесниците во сообраќајот, ние сме тука да искоординираме, да укажеме на некои проблеми, да подобреме таа сообраќајна култура пред се на учесниците во сообраќајот. Членовите во советот, во Општинскиот совет се од хетероген состав, значи ги имаат повеќе струки. Така. Тоа е, значи, пред се струките се блиски до ова, значи што е основната задача на Општинскиот совет за безбедност. Тука се вклучени, значи, представници од полицијата, од локалната самоуправа, од инспекторатот за патишта, комуналното предпријатие, имаме представник. Значи се она што ни е поврзано со сообраќајната инфраструктура во градот. Значи дека тоа ви овозможува полесно да работите во советот? Тоа е и целта, значи да ни се олесне работата, да видиме да имаме полесен пристап кон сите тие проблеми кои што ќе ни се јават при работењето. Карактеристично е што во текот на годината рековте да се спроведуваат повеќе акции, активности кои што се на републичко ниво, а кај нас во општината се операционализираат. Мај, месецот кој што започнува, е прогласен за месец на велосипедистите, односно заштита на велосипедистите. Така. Која е целта на оваа акција? Да, целта на акцијата која што ќе започне таа кампања да се реализира од 1 до 31 мај е насловена како кампања за поголема безбедност на велосипедистите во сообраќајот. Претходно, значи, во тек е се уште оваа акција за поголема безбедност на пешаците во сообраќајот. Истата, значи, почна да се реализира од 14 април, заклучно до 30 април ќе биде реализирана. Тука акцент е ставено на ранливата категорија на учесниците во сообраќајот на патиштата, пред се мисли на децата од школска возраст и децата од големите групи во градинките, меѓутоа и сите други учесници кои што учествуваат пред се пешаците во сообраќајот на патиштата. На кој начин ја реализиравте? Што содржеше оваа акција за заштита на пешаците конкретно? Па така, најпрво, значи, што се направи од страна на локалната самоуправа е се изврши одбележување на пешачките премини на пофреквентните крстосници во сообраќајот. Тоа беше поидовното нешто за да понатаму почне да се реализира оваа кампања. Вие како тело работите на некомерцијална основа, односно волонтерски. Да. Значи сите овие членови што сме во Општинскиот совет на безбедност, сите сме на волонтерска основа, а целта наша е со нашиот допринос да ја зголемиме безбедноста на сообраќајот во општината. Се вклучува и полициската станица, односно одделението за сообраќај во спроведување на вашите активности. Да, тоа е, значи, неминовно. Без нивна помош ние сигурно не би успеале ништо да овозможиме од сите овие во програмата што ни е зацртано. Значи, они се ни како главна алка во сето ово нешто сакаме да го оствариме.
беа вклучени полициски службеници во поука на учениците во текот на неделата на пешаците. Карактеристично, значи, во текот на оваа кампања и самите граѓани можеа да забележат дека на пофреквентните улици имаше заедно со представник од полициската станица и ученици кои што облечени во флуоресцентни леци делеа, значи, флаери на пешаците кои што поминуваат на пешачкиот премин, дали правилно или неправилно. Од страна на нив беа опоменувани некои од пешаците кои што неправилно ја поминуваа крстосницата. А тоа, значи, беше во содейство со сообраќајната полиција и основните училишта. Тука беа, значи, опфатени сите пофреквентни крстосници, особено тука пред училиштата, каде што и најмногу имаме преминување на децата при одење и заминување од училиште. Задоволни ли сте како совет од соработката со возачите? Ги прифаќаат ли овие ваши активности, акции? Да, значи тоа најде на добар прием кај возачите, бидејќи целта ни е тука превентивно, не настапуваме со, значи, со некои репресивни мерки, превентивно делуваме, само со опомени, па кога опомената стигне, особено од најмалите учесници, малку, нели, луѓето се подзамислат што би можеле да направат ако непрописно постапуваат во сообраќајот. Истовремено ги обучувавте и најмалите децата во градинката и во основните училишта. Така, децата од градинките пред се од големата група зема учество во оваа акција, значи нивна цел беше, значи, посета на една крстосница, укажување од страна на полицајците како правилно треба да ја поминуваат улицата, кои се нивните одврски, да внимаваат на возилата кои што доаѓаат. И тоа беше. Рековме мај е месец на велосипедистите. Акцијата ќе трае во текот на целиот месец. Што предвидувате? Што ќе се случува? Така, месец мај, значи, е месецот на зголемена безбедност на велосипедистите во сообраќајот. Пред се, значи, кампањата ќе ја отпочнеме ние со тоа што веќе имаме оформено екипи од основните училишта кои што ќе учествуваат на општинскиот детски семафор. Тоа е, значи, ќе биде надпревар помеѓу училиштата на учениците, значи, за организирање на детскиот семафор за познавање на правилата и однесувањето во сообраќајот. Тестирањето треба да се одржи на 5 мај, закажано е во основното училиште Малина Попиванова. Учество треба да земат сите регионални основни училишта. Тука се училиштата од населба Оризари, од Зрновци, од Чешиново, Облешево училиштата. Ќе се спроведе во 2 дела. Првиот дел ќе биде писмено тестирање и вториот дел практично возење на полигон со предвидени елементи на вежбите. Што се најдобрите? Најдобрите понатаму продолжуваат на регионален надпревар, кој што имаме често оваа година да биде одржано точно во нашата општина. Досека беше одржуван во Штип, во Пробиштип. Оваа година општина Кочани ќе биде домаќин на регионалниот надпревар по детски семафор. Веројатно победниците од регионалното одат на некаков државен надпревар, или? Понатаму, да, продолжуваат на државен надпревар, а кој што најверојатно ќе биде одржан во Скопје, но меѓутоа тоа е накнадно ќе се одреди терминот од страна на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Освен детскиот семафор, има и други активности во текот на мај? Секако. Освен детскиот семафор, тоа е, значи, за учениците во основните училишта, меѓутоа нашата кампања продолжува и со сите други учесници со велосипедите во сообраќајот. И тука, значи, ќе имаме пред се, сакаме да напоменеме на велосипедистите кои што учествуваат во сообраќајот да внимаваат на своето движење. Пред се тука треба да обрнеме внимание на некои девијантни појави, како што се, например, паралелно движење со велосипедите во улицата, зборување на мобилен телефон, кој што ни е многу почеста појава, тоа е една од најопасните ситуации. Превезување на товар на велосипедот, можеме се повеќе да забележиме како на велосипеди се товараат вреки со пластични шишиња или со било како друго, кое што пред се придонесува за нестабилно управување со велосипедот, а со тоа е и потенцијално опасно за другите учесници во сообраќајот. Сакаме да напоменеме дека друга некоја појава често што ни се јавува од страна на учесниците со велосипеди е движење по еднонасочни улици. Без разлика
учесниците што се со велосипед. Значи, правилата во сообраќајот важат за сите, дали е со велосипед, дали се движи пешки или со моторно возило, правилата во сообраќајот за сите се исти, подеднакви. Друга некоја појава која што е карактеристична, на која што сакаме да обрнеме внимание, е движење на велосипедите, особено по обиколниот пат на градот Кочани. Тоа е значи пат резервиран исклучиво за моторни возила. Таму е забрането секакво движење со велосипедите. Таму треба да се обрне поголемо внимание и превезување со велосипедите со други лица. Дали некој дете или некој повозрасно, исто и така и тоа е некоја појава која што треба да се искорене. И пред се ќе напоменеме на дека оние повозрастните учесници во сообраќајот, пред се мисли на постарите лица од 65 до 70 годишна возраст. Значи тие лица треба да бидат малку повнимателни со нивното учество или да се воздржуваат од учеството во сообраќајот со велосипедите. Не е забрането, меѓутоа колку што е можно повеќе да се воздржуваат, особено во ноќните услови. Кога е значи намалена видливоста, обично тие луѓе се облечени во потемна облека со темни бои, тешко се препознатливи за другите учесници во сообраќајот. Наш апел е, доколку веќе учествуваат, барем да имат облечено едно од тие рефлектирачките елеци за полесно забележување од другите учесници во сообраќајот. Понатаму, значи, во поглед на велосипедистите карактеристично то скоро сите велосипеди се неосветлени, особено во ноќните услови. Без разлика дали велосипедот е купен со осветлување или не, должност е на секој што ќе учествува во сообраќајот со велосипед, особено во ноќните услови, да биде прописно одбележан велосипедот. Ке правите ли некакви акции, активности, предвидувате ли можеби предупредувања, советувања во тој дел? Так, ке во корелација со другите членови на општинскиот совет ќе изготвиме ние една стратегија како целата таа кампања би се одвивала. Сигурно дека ќе имаме некои поуки до тие учесници. Можеби ќе направиме уште едно дефиле со велосипедистите, да биде само помасовно, да укажеме на другите учесници значи како треба да се понашаат и пред се апел и до сите други учесници во сообраќајот да со поголемо внимание да пристапуваат кон ова категорија на учесници во сообраќајот на патиштата. Пред се мислиме нели на при разминување со возило да не се употребува сирена, бидејќи може да настане деконцентрација на возачот на велосипедот и некои такви работи. Заштитен шлем за велосипедистите со законот не е задолжителен, меѓутоа препорачливо е веројатно и значи и заштитниот шлем и овој значи што го споменавме рефлектирачкиот елек, тоа не е предвидено со законот, меѓутоа пожелно е пред се заради зголемена безбедност на велосипедистот да се користи. Од оние професионалните возачи на велосипеди можете да ги забележиме низ градот со каква опрема располагаат. Мислам дека еден заштитен шлем не е некоја голема цена за да се купи и да се носи постојано на главата. А сепак може да ни помогне во некои такви несакани ситуации. Велосипедистите, исто како и пешаците, се една од најзагрозените категории учесници во сообраќајот. Има ли некаква статистика на случајни сообраќајни незгоди, повредени учесници? Па така, статистиката ни е од 2013 година за 2014 ги немаме тие податоци ажурирано се уште. На територијата на општина Кочани имаме догодено значи 4 сообраќајни незгоди со потешки повреди и во кои што учесници се пешаците, а со велосипеди имаме 2 сообраќајни незгоди со тешки повреди. Додека со лесни повреди имаме повредено 12 пешаци, а 3 велосипедисти со полесни повреди. Можеби бројките се мали, меѓутоа не е ништо за потценување, сепак човечкиот живот има голема цена и не треба така лесно да дозволиме нели да не се случуваат вакви несакани последици. Покрај советодавната улога на општинскиот совет, веројатно има и други задачи кои што треба да ги исполните. Така, пред се задачи на општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата се унапредување на работи сврзани со безбедноста на сообраќајот на патиштата, унапредување на сообраќајното воспитување и образование на учесниците во сообраќајот и развивање на сообраќајно образовната работа на предучилишните установи и училиштата. Понатаму имаме остварување на соработка и координација за превентивна работа на државните органи
институции, правните лица и другите субјекти по прашањето на самозаштита од областа на сообраќајот на патиштата. Имаме предвидено пред се како задача ни е организирање и учество во сообраќајно-воспитни акции и манифестации од областа на сообраќајната превентива, поттикнување, развивање и помагање на научно-истражувачки работи во областа на сообраќајот на патиштата, набавка и издавање на сообраќајно-воспитни публикации, филмови и слично, некои спотови и така. Имаме организирање на научни и стручни собери за работа од областа на безбедноста на патниот сообраќај и соработка пред се со средствата за јавно информирање заради навремено, целосно, објективно информирање на јавноста за мерките за унапредување на сообраќајната превентива и безбедноста на сообраќајот на патиштата. Веројатно неопходна е соработка и со другите институции, училиштата, издружение на граѓани, Так, велосипедисти, тоа е клубови, значи неминовно. Неминовно е тоа во нашата работа, бидејќи без нивна поддршка ништо ние не би можеле сами да реализираме. Имаат тие и своји секции во училиштата, веројатно Да, соработувате и со нив. во основните училишта има формирано веќе сообраќајни секции кои што ги организираат своите ученици за надпреварите кои што треба да следуваат обрасно на пред се за детскиот семафор ќе стане збор, кој што е во месец мај планирано да се одржи. Може ли да се каже дека Општинскиот совет за безбедност за сообраќајот во Кочани е еден од поактивните во регионот, имајќи предвид дека овие активности за кои што досега зборувавме, барем ние како медиуми редовно ги следиме и гледаме дека најдуваат на одзив кај граѓаните. Па така, според програмата која што има усвоена во Општинскиот совет за безбедност, мислам дека се придржуваме кон неа и дека активностите како што се зацртани во програмата така и ги реализираме. Мислам дека доста активно работиме, барем спорно што ни е предвидено по програмата. Меѓутоа и работиме и работи кои што во меѓувреме оценуваме дека треба да ги сработиме. Пред се тука мислиме значи за зголемување на безбедноста во општината на наша иницијатива, треба да се обноват лежечките полицајци околу училиштата и пред се на други некои делови во градот каде што е забележена поголема фреквенција на деца или пак движење на возила со зголемена брзина. Тоа е во тек, значи работите кога ќе се реализират останува локалната самоуправа тоа да го спроведе, бидејќи треба да се запазат некои законски норми за поставувањето на тие лежички полицајци. Рековме за дел од акциите што досега помина, веројатно во наредниот период ќе следуваат нови. Така, имаме предвидено повеќе акции, односно кампањи за безбедност во сообраќајот на патиштата. Во тек е значи кампањата за поголема безбедност на пешаците во сообраќајот како прв циклус, како втор циклус од кампањите е кампањата за поголема безбедност на велосипедистите во сообраќајот, која што ќе се реализира од 1 до 31 мај. Како трет циклус ни е кампања за поголема безбедност на младите во сообраќајот од 15 до 31 мај. Е предвидено таа иста да се реализира. И како четврти циклус од 25 до 31 мај имаме кампања за поголема безбедност на мотоциклистите во сообраќајот. Овде се однесува на возачите на мопеди, со пониска силина на моторот? Така, значи тука ќе бидат опфатени учесниците со велосипеди со мотор, значи до 50 см кубни и мотоциклистите со поголема зафатена од 50 см кубни. Објективно во градот и во општината постојат, би рекол, недоволно услови за реализирање на нормалното одвивање на сообраќајот за велосипедистите, па и за пешаците. Се користат алтернативни патеки, би рекол. Патот кон браната градче, па и улиците во градот немаат класични велосипедски патеки. Да. Колку на тоа се размислува вие како совет, Општински совет за безбедност во сообраќајот, да интервенирате кај локалната како можни решенија во иднина да се размислува за тоа? Токму и ова прашање беше потигнато на последната седница на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Познавајќи значи конфигурацијата на улиците во градот Кочани, реално значи немаме можност да се изграде класична велосипедска патека. Имаше некои предлози на самата улица да имаме одбележено со испрекината линија место каде што би се движеле велосипедистите, меѓутоа
сепак остана малку подлабоко да се подразмисли за тоа, за да не настане па некои други пречки во сообраќајот. Меѓутоа, имаме, нели, како и ти сами што спомна, движење на велосипедистите кон Браната градче, пред се на тој патен правец. Тука може нешто да, со едно одбележување на испрекината линија, да се одбележи барем патеката по која што би требало да се движат велосипедистите, на тој начин барем малку од малку да бидат заштитени од другите учесници, но пред се апелот е до сите учесници, бидејќи такви се можностите во градот, да се движат до десниот трап на коловозот, да внимаваат на паркираните возила пред се, зборам, бидејќи таква ни е и сообраќајната култура, да возилата ги паркираме на несоодветни места, па најголемите потешкоти на велосипедистите се при обиколување на паркираните возила или при отварање нагло на вратата на возилата. Дел од она кое што е како прашање се наметнува е секако и сообраќајната сигнализација, има оштетувања, ги забележувате веројатно местата каде што недостасуваат сообраќајни знаци, места каде што можеби би требало да се обележи пешачки премин, како совет до локалната самоуправа. Не само ние, мислам и надлежните од општина Кочани секојдневно ги следат тие ситуации. Тука е, значи, полициската станица ги контролира тие места каде што недостасуваат сообраќајни знаци или наши предлози каде треба да се обноват или да се стават скроз нови знаци. Тоа не е една од основните задачи на нас. Колку што можеме ги обновуваме, меѓутоа имаме појави каде што денес поставениот сообраќајен знак веќе утре или искривен или изваден. Колку можеме, ние се трудиме сето тоа да го доведеме во едно нормално ниво, да може за сите учесници во сообраќајот да бидат јасни знаците и правилата. Јас ви посакувам успех во работењето на општинскиот совет и така реализирање на акциите. вашата покана е како една порака до сите учесници на сообраќајот е секогаш да се придржуваат кон правилата во сообраќајот, сами да се грижи за себе, бидејќи само еден е животот.